Над 19.000 граѓани се заразиле со COVID-19 во последните 5 месеци, иако биле целосно имунизирани. Ако се знае дека од 6 август до 2 декември во Македонија со коронавирус се заразиле околу 60.000 граѓани, 1/3 од нив имале примено 2 дози вакцина. За истиот период од починатите, 21% биле целосно вакцинирани. Дел од лекарите децидни дека вакцините не штитат од заразување, а нејасно е зошто за патување во светот се потребни сертификати за имунизација. Во Македонија проблемот го лоцираат во немањето кампања. Доктор Пановски за Алфа вели дека само преку кампања македонските граѓани ќе бидат навремено и точно информирани за позитивните, но и негативни ефекти за сите вакцини. Самото вакцинирање не спречува заразување, бидејќи ако 30% се вакцинирани, а инфицирани, се дали се заболени, не знаеме, и ставаат сите позитивни, претпоставам се со полесна клиничка слика, а 40% да речеме, или 40, не знам колку, 37 од целокупното население, значи со самото тоа се гледа дека вакцината не штити од заразување. И се постава прашањето зошто на цел свет им требаат сертификатите. Не ми јасно зошто не постои кампања за ефикасноста на вакцините во намалување на хоспитализации и смртни случаи. Тука има податоци, тие податоци треба да ги кажат. И зошто отворено не кажат која вакцина колку штити. Во меѓувреме, новиот сој на COVID-19 Омикрон, кој е многу поинфективен од Делта, е веќе регистриран во соседството, а македонските власти немаат никаков протокол како ќе ги заштитат граѓаните. Доктор Пановски не очекува да се преземе нешто, бидејќи ако се спореди со летниот период, кога опасниот Делта сој беше широко распространет низ светот, македонските граници беа отворени без никакви протоколи. Тој предлага учениците да се префрлат на онлайн настава пред празниците по пример на други земји. Јас би презел мерки, сега е декември, месец да речеме 2 недели пред почнуваат католички, Божич, православен и така натаму, распуст на децата, за да се редуцира јавниот превоз, со тоа што нема да одат учениците во школа, да 2 недели одат онлайн. Не им се прошири, нема да биде тоа распуст, нека имат школа. Во некои земји 2 недели ги пуштаат. Омикрон е регистриран и во Хрватска, каде се потврдени денеска 2 нови случаи. Омикрон прво беше откриен во Грција и забрзо се прошири на европско тло. Од СЗО вела дека според првичните информации, лицата заразени со овој сој обично имаат поблага форма на болеста.